Здрава. Како да се справиме кога некој ќе не навреди и кога ќе ни се нанесе некоја неправда? Најголемо оружје при таква случка е кога ќе покажеме длабок мир. Меѓутоа длабок мир не може да се одглуми, не може да се убедите дека имате длабок мир ако го немате. Значи прво треба да го стекнете. Да кажеме еден мој пример од детството, една моја приказна од детството за да разберете за што зборуваме. Кога бевме клинци, средна школа со еден мој пријател, идевме на литургии, читавме Библија. Бевме опчинети со филозофијата на Библијата. Еден дел во Библијата вика ако те удрат во едниот образ, сврти го и другиот образ. И тој став нас не воодушевуваше. Игравме кошарка во тоа време многу. И знаете, кога се игра кошарка се случуваат разни неправди, навреди. И во една од тие неправди и навреди еден дечко поголем го удри мојот религиозен пријател, му удри шамар. Бидејќи ние бевме целите во таа библиска приказна, тој му кажа удри ми уште еден шамар од другата страна и го сврте другиот образ. И дечкото со кој се случуваше неправдата се викаше Менде, беше голем и го удри во другиот образ. Тој пријател тргна да си оди накај дома и после 10 метри се врати и го нападна Менде крвнички, имаше голема тепачка. Значи кога не можете вие да глумите дека тој што ве навредил не ве навредил и дека вие имате мир. Тој мир треба да го стекнете. Неправдата се случува на површина, некој ве нападнал или ви кажал некаква неправда површински. Меѓутоа ние внесуваме длабоко во нашиот систем и таа ни прави голема штета. За да може да се справиме со неправдата, треба да ја задржиме во нашиот површински систем, односно нашиот ум или нашите емоции да ја примат и потоа да ја отфрлат. И тоа за да можете вие да дозирате неправдата или случките дали влегуваат во вас или остануваат во вашата површина од која лесно може да ги изфрлете. Треба прво да можете да влезете длабоко во вас и да можете да добиете увид во вашите слоеви. Да видите кој е ваш површински слој, кој е ваш внатрешен слој. Нашиот површински слој се нашите плитки емоции, акции, интеракции. Нашиот ум, значи нашиот плиток ум кој размислува овој ми направи така, јас ќе му направам така и така натаму, без да биде свесен за длабоките последици што се случуваат внатре. Но позади плитките емоции и плиткиот ум постои длабока свесност, која не е поврзана со емоциите и не е поврзана со плиткиот ум, да се вика медитација. Значи тој длабок мир за кој пише во Библијата е всушност мир кој не е поврзан со нашиот ум, со процес на размислување, туку е поврзан со доживување на нашето длабоко јаство, на нашата совршена природа. Тука се наоѓа длабокиот мир. Длабокиот мир не е убедување дека ние се убедуваме себе си, дека треба да бидеме мирни и да не реагираме. Тоа се вика потискување. Кога некој функционира, кога некој си го базира својот мир на база на потискување, овој ме навредил и јас нема ништо да му кажам, меѓутоа внатре се убива, тоа е многу полошо отколку да се изреагира и да се нападне назад, да кажеме личноста која ве навредила. За вистински да можете да се справите со тоа, треба вистински да го најдете длабокиот мир, односно да ги видите вашите слоеви на свест. Ние не ги познаваме нашите слоеви на свест, знаеме само свест кога сме будни, кога спиеме. Кажеме и кога сме малце радосни или кога сме тажни, тоа се многу плитки слоеви на свест во кои луѓето живеат и шетаат од една во друга состојба на свест, меѓутоа не е свесно како ќе им се случи животот. Меѓутоа ако седнете и свесна да ги истражувате состојбите на свест во длабока медитација, да го одвоите светот од мислите со длабоката тишина што е внатре во вас, тогаш ќе станете господар на вашиот живот. Нашиот живот зависи од тоа колку знаеме за животот. Меѓутоа тоа све треба да се вежба. Не можете да се убедите себе си дека мирот е најважен ако прво не го најдете мирот. Значи треба да вежбате све. Учите да медитирате, пријавете се
на курсеви за медитација,